Во оваа епизода ќе зборуваме за доста интересна тема која гласи помалку е повеќе. Што значи сега помалку е повеќе? И ако останеш до крајот, јас се надевам дека можеби денеска ќе го добиеш највредното школо што толку години го бараш и ти се крие низ раце и низ фиоки, а едноставно можеби и пред очи ти е, но буквално си го заборавил. Најголемиот дел од предприемачите со кои што имав прилика да соработувам, помина богами голем број, повеќе од 60, ако добро се сеќавам, 67 компании на кои што директно работев како консултант, каде што ме ангажира да ги им помогнам да го организираат подобро нивниот бизнис, да ја зголемат продажбата или како и да е, обично тие два сегменти ги работев највеќе. Ако пресметам колку луѓе се ми поминаа низ рака, што се вели народски, преку коучинг 1 на 1, мастермајнд програми, семинари, тренинзи, чуда, доаѓам до една фрапантна анализа или заклучок, а тоа е дека најголем дел од предприемачите буквално или не заработуваат колку што сакаат, или се во длабок минус, но за тоа не се свесни. Сега, што е уште пофрапантно, токму истите овие луѓе кои што не заработуваат или не расте бизнисот нивни како што сакаат, или заработуваат многу малку или со загуба, токму апсурдот е што највеќе се вклучени во оператива и буквално работеат по цел ден и по цел ноќ. Уште поголем да биде апсурдот е што имав прилика буквално да погледнам директно во повеќе од 100-200 веќе бизниси и за да можам да му помогнам на некого, на некоја компанија, да ја унапреди продажбата, да го подобри корисничкото искуство, да речеме да ја организира подобро работата или како и да е, секогаш буквално земам репер 2-3 фирми со кои што се споредуваат или каде што сакаат да стигнат во догледно време. А на тој начин морав да направам истражување во истата таа дејност, да видиме кои се тие конкуренти, како работаат, кои се нивните предности, кои се нивните слаби точки. На предностите ние да ги унапредиме нашето работење, а на слабостите да удриме, оти тоа е наша конкурентска предност. Сега, што беше интересно? Буквално денес, кога само ќе влезам во било која една фирма и ми треба буквално 5-10 минути да поразговарам, да поставам неколку клучни прашања, и уште од самиот воведен разговор точно знам дали тој собственик, односно неговата компанија, работи со добивка, дали работи со загуба или е некаде помеѓу сето на границата. Она што е интересно е тоа дека токму овие луѓе кои што заработуваа највеќе пари, кои што имаа најдобро организиран бизнис, всушност многу малку работаат директно на бизнисот, да не речам буквално можеби и воопшто не се вклучени во оператива. И ова е голем удар за мене беше, бидејќи во 97 година го започнав својот прв бизнис. Тоа беше РТВ сервис или аудио-видео центар, значи за поправка на аудио-видео уреди. И оно што беше интересно за мене е што буквално постојано бев вклучен во оператива. Прв доаѓав, последен заминував и знаете како е кога имате една продавничка, ајде да не речам продавница, туку еден простор, работен простор. Буквално, доаѓаат роднини, пријатели, другари, ајде кафе, ајде, па разговор со клиенти, па сервисирање, па нарачка, па со вработените, па со клиентите, па однеси роба, па донеси роба. Буквално ми поминуваше цел ден со работа, а дома кога ќе се вратев, кога пред да си легнам, размислував што ме чека утрешниот ден, секој божји ден, буквално доаѓав до истиот заклучок, а тоа е дека еден куп од оние обврски кои што сум планирал да ги сработам, останале несработени. Во 2006 година морав да го затворам токму тој мој прв бизнис и мојата гордост да ја голтнам и да се вработам во фирма, бидејќи толку многу генерирав долгови, што едноставно немав сила повеќе да префрлам од шупливо во празно,
да се развлекувам да ме чекаат на 5 места за плаќање на роба или како и да е. И 2001 кога беа немирите во Тетово, да не речам војна, буквално цела година се случуваше отвори дуќан, затвори дуќан, отвори дуќан, затвори дуќан. Да не кажам за истите тие 9 години колку пати копаа улица Евана, па ЈКП, па КРО, па овие пуштаат кабли, па овие копаат, па ја асфалтираат улицата и промашени цели сезони. И многу малку моје знаење, односно воопшто знаење за градење на системи, за комуникација, за лидерски вештини, за продажба и за сето она што го сочинува еден бизнис, да не зборавам за останатите кои што еден собственик треба да ги прави клучни работи. Буквално мојот бизнис гасна, но она што и долги години понатаму ме следеше, а тоа е намалена самодоверба, дека ете, 9 години јас сум работел, ама тоа е неуспешен бизнис. Од друга страна, секогаш искуството во мене стоеше како постојано работев, а буквално финансиите беа далеку од мене и постојано барав и трагав како тоа во иднина, како велат, нели, еднаш предприемач, секогаш предприемач, барав решение како наредниот пат кога ќе започнам собствен бизнис, да сето тоа го анулирам и бидам подготвен како би можел, нели, да водам успешен бизнис. Кога се вработав во компанијата во Тетово, дојдов до сосема едни други печатоци, искуството ме однесе на сосема друга страна, подоцна бизнис академија, коучинг академија, консалтинг, волонтирање и чуда за денес токму тоа да се бавам, односно да им помогам на предприемачите да го организираат нивниот бизнис и да заработаат нормално повеќе пари преку нула вклученост во оператива, затоа што токму тоа беше трн, болка, моја длабока болка, да бидам премногу вклучен во оператива, постојано да работам, а да немам пари. И денес кога ќе ги видам предприемачите кога прават огромен промет, кога имаат куп вработени, кога имаат куп производи или услуги, а не заработуваат, буквално ме подсетуваат на мене и искуствено се трудам да им помогнам во што може пократок период. И сега што е интересно? Најголем дел од луѓето, од предприемачите, мислат дека ако имаат повеќе вработени, ако имаат поголем промет, ако имаат повеќе производи, услуги, објекти, продажни центри, што и да е повеќе, мислат дека тоа е спасот и успехот за нивното работење. А всушност, сето тоа што значи повеќе, поголем промет, повеќе вработени, вистината е дека нема никаква врска со добивката. Оти едно е промет, друго е големина, а сосема нешто друго е заработка. И ако потргнеме од фактот дека најголем дел од предприемачите, денешни и секако идни, дека немале прилика да работаат во успешна компанија, во, да кажеме, нели, во добро организирана компанија, каде што имаат јасна систематизација, каде што има јасни процеси, каде што има добри системи, каде што има добро организиран и структуриран бизнис, како би виделе, нели, како функционира една компанија, кога би ги сватиле бенефитите што значи од сето ова што го зборував, сигурен сум дека тие, кога би започнале свој бизнис, би се труделе да го пресликаат истото, изгора на тоа да додадат свој личен печат, односно, недостатоците или слабостите кои што биле во претходната компанија, би се труделе, нели, да ги имплементираат, односно да ги подобрат, нели, да преку иновации, да нивниот бизнис биде уште подобар. Но, да бидеме реални, најголем дел од предприемачите кои што започнуваат бизнис или денеска се собственици, токму најголем дел од нив или од училиште, од факултет, небитно, се охрабриле и започнале собствен бизнис. Дел од нив работеле претходно како вработени, па од било која причина донеле одлука денес и се собственици на бизнис. Некои останале без работа, некои не биле задоволни од работното место. Некои се охрабруваат на пријателска, на другарска база, се здружуваат, нели, па започнуваат собствен бизнис. И денес, кога тие ќе почнат и ќе се соочат со сите предизвици кои што ги носи бизнисот, буквално
едноставно кракираат. Зошто кракираат? Затоа што не знаат како треба да изгледа, значи немаат јасна визија како треба да изгледа еден бизнис, што се треба да се одржи, како треба да се одвива внатрешна комуникација, како треба да се изградат стандардни оперативни процеси, како треба да се подигнат стандардите и се останато како би функционирала таа фирма буквално како часовник. Од друга страна, бидејќи најголем дел од собствениците се оперативци, нели, работел како програмер, отворил софтверска компанија, работел во маркетинг агенција, сликар, камерман, небитно што, денес отвара маркетинг агенција и тој повторно е во оператива. И имал автосервис, да кажеме, нели, излегувал од автосервис, го испекол занајатот, го научил, не е битно, отворил собствен сервис. Работел во некое производство, не знам, за било што за производство, денес започнува бизнис и тој буквално директно е вклучен во оператива и најголем дел од луѓето, буквално со се мене во минатото, имаат перцепција дека колку подобро произведуваат, колку подобро сервисираат, колку побрзо и квалитетно тоа го прават, дека токму тоа е цената на успехот за нивниот бизнис. И се согласувам дека тоа е така, но слушни го фактот. Ти како собственик, дали некогаш во животот си седнал и си поставил јасна цел за себе? Колку ти сакаш да заработуваш месечно и годишно? Дали ти некогаш како собственик си седнал и си пресметал колку е твоја лична плата? Добивка е на фирмата, колку е твоја лична плата? Кога би само имал јасен одговор на ова прашање и би пресметал колку чини твој еден работен час, ќе ја удриш главата од зид. Зошто ова велам? Затоа што јас ја удрив главата од зид и тоа 3 пати, не еднаш. И сега гледај што е поентата. Ако земеме да размислиме кои луѓе се вклучени во оператива, тоа се производство, транспорт, финансии, книжење, администрација, графички дизајн, проектирање, што и да е. Сега. Колку овие луѓе им е плата? Да кажеме, нели, од 500 до 1500 евра нека им е плата. Зависно од дејноста од компанијата, од 500 до 1500 евра. Ако поделиш, просечна 1000 евра плата, на 25 работни дена, или 22, зависи, на 40 часа неделно. Колку доаѓа еден просек час на еден твој вработен? Супер, пресметај. И сега пресметај ја твојата плата која што сакаш да ја добиеш и годишната добивка. И сега пресметај колку ти имаш директна вредност. Сега, што е интересно? Ако ти во моментот имаш бизнис и заработуваш небитно која сума, подели ја сумата на месечно ниво и вклучените твои работни часи. Што е фрампантно што ќе заклучиш? Дека заработуваш можеби 1, 2, максимум 3 плати повеќе од платите кои што ти ги даваш. И ова е абсурдот. Знаеш зошто е абсурдот? Затоа што не можеш да заработиш пари во бизнис ако си вклучен во оператива. Оператива е за оперативци, а собственикот има сосема едни други задачи. И токму затоа ако ова ќе го сватиш, подхитно мора да излезеш од оператива, не велам да не работиш оператива, но прво организирај го добро бизнисот, па подоцна врати се и работи она што ти е страст. Најголем дел од предприемачите имаат страст да произведуваат, да програмираат, да сервисираат и тоа е топ, тоа е супер. Но, драг мој пријател, ако истото ова го размислуваш, морам да те разочарам дека парите не се таму. Оти сети се колку пари зема плата еден од твоите вработени, кој што токму тоа го прави, но бидејќи нивниот капацитет е послаб, а ти не знаеш што треба друго да правиш, буквално се враќаш во зачаран круг, каде што викаш, ако мене ме нема, фирмата ќе пропадне. Ако јас не проконтролирам, морат да сгрешат. И тоа е буквално игра као Том и Джери, постојано се бркаат, се трчаат и никој не победува во таа ситуација. Значи, првиот заклучок од овој дел е дека треба подхитно да излезеш од оператива и што помалку да работиш, затоа што види, дали постои во твојата компанија некое лице кое што може да го платиш да размислува за тебе? Не може. Токму тоа е една од првата задача на секој еден собственик на бизнис, а тоа е да размислува каде ќе ја носи неговата компанија, колку треба да приходува и на крајот на денот колку треба да оствари.
ако немаш јасни чекори, ако немаш јасни процеси кои што ќе те донесат до тамо, ако немаш изградена внатрешна јасна слика во твојот ум, што треба да правиш, како треба да правиш и клучот, слушај го. Во секој еден бизнис имаш можност да користиш туѓа сила. Што значи туѓа сила? Или како што американците го нарекуваат leverage. Тоа е лост. Сам човек што може да направи? Може да заработа 1, 2, 3, 5 плати нека се просечни, така? Или еве надпросечни. Но што е улогата на собственикот? Да ја користи туѓа сила. Значи, ако имаш 10 вработени и тие работаат 8 часа на ден, ти денес имаш 80 туѓи часа на располагање. Сега што значи 80 часа туѓи на располагање? Ако немаш јасно организиран систем, како тие ќе функционираат? Логично дека ќе функционираат хаотично. Не дека тоа се глупи луѓе, неспособни, туку едноставно не знаат и никој не ги гура, никој не ги управува како тие да извлечат максимум од овие 8 часа кои што ги вложуваат. Сега, следна работа која што е исто така важна, а е во насока на помалку е повеќе, а тоа е квалитет наместо квантитет. Најголем дел од предприемачите, кога и да зборувам, секогаш буквално зборуваат по еден исти речник. Ние имаме најквалитетни производи, ние имаме најквалитетна услуга, ние користиме најквалитетни repроматеријали, ние сме најбрзи, најевтини или како и да е. Денес те повикувам, не мора да ми веруваш. Влези во 5 продавници, по слободен избор, и прашај ги, зошто луѓето купуваат од вас? И ќе ги слушнеш овие 5 изрази буквално во било кој еден бизнис. Ако сите ова го велат идентично, прашањето е како купувачите твои да препознаат како си ти различен. Буквално не можат да препознаат, затоа што, види, купувачите се луѓе пред се, и ти си некаде купувач, и ти логично дека ако некој ти каже на 5 места исти работи, дека ти си збунет. А во продажбата има едно правило кое што гласи, збунет купувач не купува. Значи, еве ти си човек, и ти си купувач. Кога имаш 5 опции, која да се определиш? Кога имаш 5 исти опции, за која да се определиш? Ако имаш 4 иста и едно различно корисничко искуство, опа, веќе е лесна ти одлука. Сега ајде да зборуваме токму за тоа корисничко искуство. Пред се, ако ги тргнеш во твојата компанија, зидовите, објектите, алатите, машините, возилата, се живо ако тргнеш. Што ќе остане на крај во таа компанија? Ќе останат луѓето. Епа, драг мој пријателу, луѓето се фирмата, а не сето останато каде што тебе ти оди фокус. Сега, од друга страна, што се купувачите ако не луѓе? А колку време ти во денот или во неделата, месецот, размислуваш токму како се чувствуваат твоите клиенти, како се чувствуваат оние кои што купиле, оние кои што не купиле, и како тоа го подобруваш. Еве ти го заклучокот што ќе те фрапира. Колку пати си бил на роден ден, на слава, на било какво едно, да кажем, дружење, банкет, небитно, и ќе слушнеш како постарите луѓе, генерацијата од таткот и дедот и бабат и небитно, кои ќе кажат, 67-ма, кај ја правевме куќата, или 80-та, небитно, тогаш беше многу тешко време. Два керамиди не можевме никако да најдеме, или цигли, или не знам што. Ама среќа, имав еден пријател од војска, од Ниш, па со него со телефон, па вамо тамо, па он се јави, тамо директорот му бил братучет, и знаеш како ми донесоа само мене такви цигли, најквалитетни, само за мене тие што ги носадле на директорите, тргнати одбрана на страна, и ми ги донесоа буквално за 2 дена. Гледај сега што е интересно. Колку пати си еве ти втор пример. Колку пати си отишол на одмор и, нели, може би самото локација, самото место ништо не би било вау, како што претходно си го гледал, но луѓето во тој хотел, соседите твои, може би,
ако си кампувал или небитно, ти се погодиле како луѓе, си имал размена, муабет, нели фино си се чувствувал, или персоналот во тој хотел, како и да е, и ти тој одмор буквално никогаш не можеш да го заборавиш и секогаш го прекажуваш. Еве ти уште еден пример. Пролетоска, мојата постара ќерка славеше 10 години и за 10 годишна роден ден решивме со сопругата да ја дозволиме едно, односно да ја приуштиме едно искуство кое се вели, ја однесовме во Париз во Дизниленд. И сега слушни го ова, 2023 година сме, а Волт Дизни е починат пред не знам колку години, значи сето ова што ти го зборувам пред 100 години он го знаел. Влегуваме во Дизниленд. Значи, да дојдеш до Дизниленд, да купиш влезница и се останато, значи дека е трошок, нели? Супер. Но ајде да видиме каде е искуството и, нели, и што е цена, а што е искуство. Кога ќе влезеш во тој затворен комплекс или огромна игротека, кога ќе влезеш внатре, буквално имаш чувство дека секој Божји денар што си го дал не да вреди еднаш, туку пати 100. Таму внатре има илјадници вработени, комплекси поделени по ликовите кои што ги гледаат децата од цртаните, а можеби и ти си растал со истите. Кога и да помине дете кое што е разочарано, загрижено, буквално во цел тој комплекс, отворен дел, затворен дел, небитно, постојано сите вработени се прво облечени и представуваат некои од ликовите, сите се насмеани, сите играат улога на некој лик и кога ќе забележат дека некој дете е загрижено, расплачено или како и да е, во истиот момент му приоѓаат и во истиот момент го забавуваат, играат со него, се додека не видат дека детето се насмевнало. Што ова тебе ти значи како родител? Дека твоето дете денеска нема да биде плачливо, љубоморно, нервозно и да го помине денот, можеби најубавиот ден од детството што ќе се сеќава да го помине во плачење, во нервоза, во кавга и разочарано, туку напротив дека ова искуство денешно можеби ќе го памети цел живот. Како се чувствува еден родител? Среќен, згрижен. Има чувство дека некој, односно сите внатре кои што се вклучени, дека токму се за него. А што е најважната човечка карактеристика? Сите ние патиме во животот како ќе бидеме прифатени и што луѓето ќе мислат за нас. Колку твојот бизнис би растел многу повеќе кога не ти би ти било гајле што ќе речат луѓето за тебе. А втора работа, колку носиш одлуки врз база на поддршката која што имаш од луѓето. Токму ова го знае Волт Дизни и буквално се погрижил секој еден објект, во секој негов објект, секој еден учесник, родител, старател, дедо, баба, дете, небитно, буквално да се чувствува како да е крал на денот. Ова е нешто што луѓето го паметат. Искуството со циглите, искуството со игротекава на отворено или затворено, како сакаш. Значи, што паметат луѓето? Луѓето брзо ќе ја заборават твојата кујна, најдобра, најквалитетна, најубај материјали или не знам што, за 3 дена. Луѓето ќе заборават за 3 дена за новиот автомобил, за кој што фантазирале, мечтаеле да го купат, го купуваат за 3 дена, свако чудо за 2 дана, велат србите. Луѓето брзо ќе заборават за софтверот кој што си го произвел, за услугата кој што се им спорачал, за све брзо ќе заборават. За гардероба, небитно кој производ го продаваш или услуга. Но како се чувствувале во моментот додека биле клиент, како ти си ги третирал, како ти си се однесувал и како тие се чувствувале, како биле прифатени, буквално никогаш не можат да го заборават. Драг мој пријателу, сега денес, ти носиш одлука. Дали и понатаму ќе се фокусираш во оператива и чукаш по цел ден, како јас во минатото, и трубиш, ние сме најквалитетни, ние сме најдобри вакво такво, или покрај тоа, што треба да го правиш, не велам не, но тоа не е твоја работа, тоа е за некој друг,
Ти воведеш само да го подобриш корисничкото искуство, затоа што сме луѓе, а луѓето памтат емоции. Сега, ако ти воведеш во твојот бизнис, секој еден кој човек кој што ќе влезе во твојот бизнис, продавница, компанија, услуга, онлайн, офлайн, небитно. Ако се чувствуваат пречекани како на пиедестал, третирани на најдобар начин, без разлика на цената која што ја продаваш. Денес продаваш 100 евра, 5 евра, утре ќе се врати истиот клиент по 100.000 евра. Следна работа. Ќе помине месец, два, три, ќе ја заборави и кујната, и автомобилот, и се. Но искуството никогаш не може да го заборави, исто како дедото со циглите, исто како детето мое во Париз, или милијадници твои искуства, може би 100 пати подобри примери. Значи, која е твојата улога како приемач? Наместо да се шириш во производи, наместо да увезуваш 5000 производи, наместо да отвараш илјадници продавници над кои што немаш контрола, наместо да вработуваш куп луѓе и да трчаш само како гестапо по нив, само сети се дека помалку е повеќе. Подобро направи анализа и доаѓаме до третиот чекор, а тоа е 80-20, Паретово правило на се, кое што вика, од 100% твои клиенти, само 20% ти носат 80% приход. Од 100% твои вработени, 20% ти се топ, останатите ти се просек. Од 100% твое време, само 20% го трошиш времето што ти носи 80% вредност. Значи, многу е важно да размислиш каде ти го насочуваш твоето време, каде ти го насочуваат вработените, но исто и кои производи и услуги ги продаваш, ги произведуваш, ги дистрибуираш, небитно. Значи, дали е поважно 80% да се погрижиш како се чувствуваат клиентите или 80% да одиш на тој квалитет па квалитет? Луѓето купуваат еднаш во 100 години кујна, автомобил или 3 пати, 5 пати во животот. Но луѓето имаат секој момент искуство, а влечат различни искуства. За 3 дена се живот ќе заборави, но како се чувствувал никогаш. Па вакви задоволни клиенти, кога си монтирал кујна, па било исчистено, било испеглано, си ги пречекал на време, си ги третирал како што треба, си се грижал да добијат најдобра услуга. Она чувство кога сте преговарале, договарале, си ги пречекал без брзање, си ги сослушал како што треба. Има деца, да, супер, направи дел, некој вработе човек, нека додека разговараш, преговараш, продаваш, како и да е, некој да ги занимава. Овие се ситниците, кога ќе влезам во компанија и кога ќе видам дали оваа компанија е насочена кон луѓе или кон сопствениот джеб. Но види ја поентата. Кога си фокусиран на сопствениот джеб, не велам дека е лошо, но само ги пропушташ овие клучни работи. И одиме до следната работа, а тоа е подигни ги стандардите. Што значи подигни ги стандардите? Подигни ги стандардите во се. Од тоа, како изгледаш, како зборуваш ти и цел твој тим. Што значи подигни ги стандардите за клиентите? Од работни формулари, од работни налози, од работна гардероба, од унифицирана гардероба, од уреден и чист објект. Буквално се она што ќе го видиш, се она што ќе го слушнеш и се она што ќе го доживееш, произведеш, буквално на се да подигнеш стандарди. Подигни стандарди во комуникација на вработените. Како вработените комуницираат со клиентите, како се јавува некој на телефон, со која боја тој на глас зборува, како ги пречекуваат, дали ги гледаат во очи или не, дали им даваат простор или им дишат во врат, како ги испорачуваат твоите услуги. Си произвел фантастично, си го третирал фантастично, си му монтирал фантастично, му го истраскале цел производ по пат. И уште никој не знае, и тие небричени, и маслосани униформата, а ти си платил 20.000 евра за производите. Значи, џабе ти е и најдобрата кујна, и спална, и се фатив сега за мебел, џабе ти е и за се она услугата што си ги третирал претходно, само што ќе го видиш измачкан, ушљакан, брадосан, небричен, никаков, готово. Тоа е луѓето што го гледаат, а не е она
што ти мислиш дека го гледаат. Твоите очи и очите на клиентот не гледаат исто. А сети се дека сме луѓе и носиме одлука врз база на нашите чувства и емоции. Оти како ја да знам што е квалитет? Како да знам ја квалитет на клима? Како да знам ја што е квалитет на автомобил? Како да знам ја што е квалитет на било кој еден производ или услуга? Поготово ако е услуга имагинарно, кај што не може да се види, како, да кажам, финансиски производи, како еве ова ја што го работам, нели, обуки, тренинзи, како на луѓето да им стане јасно што е квалитет? Токму преку искуствата. Ако прашаш било кој еден мој клиент, зошто соработува со Александар, ќе ти каже, затоа што е третиран за секој денар и повеќе. Затоа што сум секогаш достапен за неговите предизвици. Затоа што секогаш знам да сослушам и 100 пати да препрашам се додека не ми е јасно. Затоа што ќе извлечам она што е најдобро од него и повеќе. Затоа што секој совет што ќе го добие ќе биде применлив од искуство, а не читан од книга. Затоа што во заедницата владае култура на однесување и оној кој што има 1, 2, 3, 5 евра по годишен промет и оној кој што има 10.000 евра годишен промет да се чувствуваат идентично како луѓе. Затоа што секој месец одиме во најдобри хотел во Скопје, во хотел Хилтон, да бидат пречекани и угостени како луѓе, да бидат угостени како предприемачи, да немаат дистракција. Правиш во хотел со прозори, со галама, со музика, не, туку во затворена просторија, идеално загреана, идеална температура, идеални услови, идеална храна, идеално обкружување, за да можат да се фокусираат на тоа, а не каде ја паркирав колата, не знам хранава дали ќе ми се погоди, или да размислуваат на глупости. За ова луѓето плаќаат и се подготвени пати 100, а не заради квалитетот. И следна работа, она што ќе те однесе на едно повисоко ниво, рековме дека е лостот на користење на туѓа сила, а тоа значи дека мораш да најдеш одговор на прашањето кој, а не како. Најголем дел од луѓето, кога и да бараат совет од мене, прашуваат Александар како да ја зголемам продажбата, Александар како да го скалирам бизнисот, Александар како да вработам луѓе, Александар како да направам ова, да направам тоа. Значи, во бизнисот и во животот само едно правило можеш да го запаметиш, а тоа е дека за да ја подигнеш компанијата на повисоко ниво, за да го дуплираш прометот пати 5, пати 10, пати 100, воопшто не е битно кој си ти и што знаеш. Воопшто не е битно какво ти искуство имаш. Оти ова искуство и ова знаење само ти смета, оти имаш 1001 причина како не треба и имаш 1001 искуство како не може да биде. Значи, сето ова твое знаење сега ти штети. Она што те донело од тамо до овде ти користело. Но од овде, за да те дигне овде, сега ти смета. Затоа што не можеш со старите искуства и знаење и активности да ја донесеш компанијата овде. Оти ако продолжиш по ист терк, ти ќе се движиш на исто ниво. Значи, прашањето е кој, а не како. Сакаш бизнисот, пати 5, кој, а не како. Сакаш дупла продажба, кој, а не како. Сакаш годишниот приход да ти биде месечен, кој, а не како. Еве зошто. Затоа што сам човек не е за нигде. За горе, ја покажувам горе од тето, горе онде се гробиштата, и тамо, само за тамо е човек. 2 метра под земја и може. Дури и тамо не е сам, пак има друштво, ајде. Но што е поентата? Сам човек не може ништо да направи. Се е создадено со помош на други луѓе. Тоа значи дека прашањето кое што секој Божји ден треба да си го поставуваш е кој може да ми помогне побрзо да го развивам бизнисот? Кој може да ми помогне да ја зголемиме продажбата? Кој може да ми помогне да го убрзаме менаџментот, да го стабилизираме? Кој може да ми помогне да програмира подобро? Кој може да ми помогне да крое подобро? Кој може да ми помогне да вози подобро? Кој може да ми помогне да работи на оператива подобро? Кој може да ми помогне да работи администрација подобро? Кој може да ми уплаќа дневен промет? Кој може на најдобар начин да разговара со клиентите?
кој може најдобро да ги третира клиентите. Значи, клучот е кој, а не ти. Се додека мислиш дека ти си најважен, дека ти си најпаметен и дека ти си центарот на универзумот, ќе стоиш тамо каде што си. Но свати една работа, дека во животот не се врти нити околу тебе, нити околу мене, туку постигнуваме во животот и бизнисот колку повеќе луѓе познаваме и на колку луѓе повеќе имаме влијание, односно директно на колку повеќе луѓе сме им помогнале. Помагаш на тројца, ќе заработуваш 100 евра. Помагаш на 10, ќе заработиш 1000. Помагаш на маса луѓе, ќе заработиш како за маса луѓе. Но ова директно значи и дека на твоите вработени треба да им обезбедиш идентични услови и тие да растат во твојата компанија. Оти видија поентата. Зарем твоја визија и мисија е да градиш огромна компанија која што ќе работа на 5 пазари, која што ќе врти, не знам, юникорн со, не знам, 100 милиони милиарда профит, приход, како сакаш да е, а ти даваш просечни плати. Прво, тоа никогаш не можеш да го постигнеш, оти сети се кој, а не како ќе ти помогне да стигнеш тамо. Значи, една од твоите улоги е како да ја зголемиш корисничкото искуство, она што зборувавме за емоциите претходно, и втора работа, како да пронајдеш прави луѓе на прави места е клучот кој што ќе те однесе на едно повисоко ниво. Е токму затоа помалку е повеќе. Помалку работаш, повеќе заработуваш. Помалку работаш, повеќе мислиш. Помалку имаш производи, подобро знаеш да ги лансираш. Оти ти ако не знаеш како да продадеш една услуга, зошто мислиш дека 100 ќе ти биде полесно? Ако ти не си научил како да изградиш систем и како да управуваш со 3 вработени, зошто мислиш дека со 30 ќе ти биде полесно, па тогаш ќе треба да направиш. Ако ти не знаеш како да ги продаваш твоите 5 производи и 5 услуги, зошто мислиш дека да најдам некој производ што нема на пазар, нели она магично стапче, тебе ќе ти донесе резултат. Сето тоа се глупости, драг мој пријател, и твоето его сака да те заштити и да те отргне за да не направиш промена и иновации. Се додека не промениш било што во животот, ќе го живееш она што го имаш. Ако ти си задоволен, кој сум ја да ти кажам да правиш нешто или да менуваш или не знам што. Твој живот, твој правила, твој бизнис. Јас си го кројам на мој начин, им помагам на предприемачите да го кројат по нивни начин. Ако ти си имаш своја формула, само напред, ништо од тоа не мора да слушаш. Се надевам дека ти помогна сето ова што го зборуваме, да го погледнеш твојот бизнис и улога на еден малку поинаков начин. Доколку сето ова што го зборуваш, сакаш да го имплементираш во твојот бизнис на најбрз и на наједноставен начин, дозволи да ти бидам ментор и дозволи да кажам во збор 2 за Mastermind тренингот, односно програмот кој што уписите се во тек. Значи, цената, односно инвестицијата за тој програм е 2000 евра, уписите траат до 25 декември, со работа започнуваме на 3 јануар, програмот трае 6 месеци, има 7 модули, тоа се стратегија, тоа се модулот за луѓе, модулот за извршување, маркетинг, продажба, финансии и системи, професионална, кажави платформа едукацијска на која што се поставени сите модули, сите видеа, тоа се безброј, не знам колку и ја часови, повеќе од 200 часови снимени материјали и видеа. Под секој видео се наоѓа вежба на која што одговараш конкретно за твојот бизнис. Секоја среда од 8 до 10 часот имаме групен Power Hour, а тоа е значи цела заедница, сите учесници на Mastermind се собираме на едно место, тоа е преку Zoom, онлайн, значи, од удобноста на твојот дом, работиш, следиш. Се собираме сите, одговараме за темата на неделата, кои предизвици ги имаш, што си решил, зашто си благодарен, што се фокусираш на следната недела, сите предизвици кои што ги имаш тековни ги решаваме. Слушаме како различни луѓе одговориле на иста идентична вежба, на иста задача. Разменуваме меѓусебни искуства, можеби некој имал проблем како твојот во минатото па го решил. Од друга страна, ти можеби си имал па советуваш, на тој начин добиваме колективно знаење. Оној проблем кој што го решаваме за еден човек, можеби сега не ти треба, но во иднина ти знаеш, имаш готово решение. Сите видеа, сите тренинзи се снимаат, па можеш да ги преслушаш и прегледаш по стопати и често луѓето велат: тек сега сваќам што ми ве зборуваше минатијата недела, минатиот месец,
Некои кои што се повеќе пати веќе на истиот програм велат, дури сега сваќам што зборуваше во она видео минатата година што ме советуваше, што значи секој човек добива знаење и информации во моментот кога му треба. Секој ќе кликне дали на првата недела, некој ќе кликне на по 3 месеци, некој по 6 месеци, но она што е сигурно дека кога работиш менторски пристап, значи те водам како ментор, нема шанса до крајот да немаш повеќе продажба, поголема добивка и изградено системи, а тоа се трите клуча во бизнисот. Она што е исто така интересно, еднаш месечно правиме целодневен тренинг во хотел Хилтон во Скопје, тоа е секоја последна среда во месецот, каде што сите се здружуваме, сите разменуваме искуства, но и имаме и генерални тренинзи, вежби, кои што не можеш каде на друго место да ги добиеш. Исто така е интересно и она група на подршка, па имаме препораки, различни клиенти, самите помеѓу себе соработуваат, споделуваат дел од кругот нивни, се помагаат и неминовно е да добиеш резултати. Ете, тоа е нешто накратко и она што можеби испушти, па тоа е дека 2 пати месечно имаш коучинг сесија со мене 1 на 1, каде што работиме конкретно и директно на твојот бизнис. Ако приметам дека шлајфуваш, не сакаш да превземеш акција и насетам дека има некое верување кое што ти те спречува, седнуваме, го расчистуваме, продолжуваш понатаму и тоа е цената на успехот. Јави се, линкот го имаш под ова видео, се гледаме во програмот, ако не во програмот, во следна некоја подкаст епизода. Поздрав и довидување. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст. Доколку сакаш да соработуваш со мене, најдоброто место е да се информираш за актуелните понуди е www.aleksandarkochovski.com и секако немој да заборавиш да се претплатиш на мојот ньюслетер, каде што исто споделувам бесплатни информации и навремено ќе дознаеш за сите бесплатни онлайн тренинзи.